Добро вечер и добродојавте во најновото издание на емисијата Разговори. Годишните сметки за 2016 година и можноста за ново електронско поднесување, акцијски бришења на трговски друштва и трговци и поединци, проект Тендерско досие, воспоставување на нови регистри, но и нови производи, политичката ситуација во државата и нејзиното влијание врз работата на Централниот регистар. Ова се само дел на прашањата од кои ќе побараме одговор од господинот Андреа Поповски, директор на Централниот регистар на Република Македонија. Добро вечер и добродојавте во Разговори на телевизија Ултра. Добро вечер и благодарам за поканата во вашата емисија Разговори и конкретно во вашата телевизија. Еве на самиот почеток би ве запрошал која е целта на Централниот регистар и колку тоа регионални канцеларии имаме во Република Македонија. Централниот регистар е институција основана со закон за Централен регистар. Централниот регистар води во склопот на Централниот регистар се водат неколку регистри. Би сакал да ги истакнам тука е Трговскиот регистар, регистарот за годишни сметки, заложниот регистар, регистарот за лизинг, регистарот за права врз недвижности, регистарот за директни инвестиции, адресниот регистар се уште го водиме ние, имаме сега нов проект кај што работиме заедно со Агенцијата за катастар на недвижности за склопување на двете бази на податоци во една, регистарот за вложување во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република Македонија и имаме уште минатата година веќе отворивме и два нови други регистри кои што ќе ги спомнам понатака во текот на емисијата. Во склопот на Централниот регистар функционираат, односно екзистираат 10 регионални регистрациони канцеларии и уште 17 регистрациони канцеларии кои што се во склоп на тие регионални канцеларии, значи тие се регистрациони помали канцеларии согласно географската распространетост кои што поблиску екзистираат до регионалните канцеларии. Дали овие канцеларии ги задоволуваат потребите на граѓаните или е потребно да се отворат и нови? Па сега, за сега сосема е доволно, со оглед на електронските системи кои што ние ги воведовме во изминативе неколку години, како проекти кои што беа реализирани од страна на Централниот регистар, отворивме многу услуги, така да со можноста за електронско поднесување и во Трговскиот регистар, можноста за електронско поднесување на годишните сметки, практично имаме многу повеќе канцеларии, така да ги наречем, зашто заради тоа што проектот регистрационен агент, односно можноста за електронски упис во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, поднатаму можноста за електронско поднесување на упис за упис на промени и уписи на бришење во Централниот регистар, практично со регистрационите агенти кои што ги имаме на 1350 во Република Македонија, кои што се распространети во сите, скоро во сите поголеми населени места, така да ги наречем, има можност во било кое време од било кое место да се поднесат документи во Централниот регистар. Спомнавте дека имаме 10 регионални канцеларии, меѓу нив е и канцеларијата во Тетово. Како таа функционира? Дали ги задоволува сите потреби на граѓаните? Тетовската регионална канцеларија, во склоп на Тетовската регионална канцеларија е и регистрационата канцеларија Гостивар. Инаку можам да кажам дека регионалната канцеларија Тетово е една од пофреквентните, така да ги наречам, регионални канцеларии, гледано од аспект на субјекти кои што се запишуваат на годишно ниво, уписите на промени, уписите на бришење се тука, од аспект на исто така на обврската за поднесување на годишни сметки, така да регионалната регистрациона канцеларија во Тетово е една од пофреквентните. Ако сакате низ бројки можам тоа да ви го кажам, од кога воведовме со законските измени во Законот за трговски друштва и Законот за едношалтерски системи и водењето на Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, значи исклучиво сите уписи во Трговскиот регистар, вклучувајќи ги уписите на промени и уписите на бришења, кои што малку покасно ги воведовме. Во 2014 година, еве низ бројки ќе прочитам, во 2014 година во Трговскиот регистар се запишани во регионалната канцеларија Тетово 349 трговски друштва, во 2015 372, во 2016 438 и во 2017 до пред
со податокот заклучно со вчера е 51. Инаку ако ги земам сите останати регистри, бидејќи ние согласно законот за едношалтерски систем вршиме упис на преку едношалтерскиот систем и на другите правни лица, не само на трговските друштва. Тука ги вклучуваме сите субјекти кои што се основани согласно закон за здруженија и фондации, политички партии, иако Централниот регистар не е матичен регистар за сите тие, меѓутоа уписот мора да задолжително да биде извршен во Централниот регистар. Самостојните вршители на дејност, нотари, адвокати, извршители и така натаму. Инаку бројот на основање во сите регистри во 2014 за регионалната канцеларија Тетово е 440, во 2015 е 438, во 2016 е 514 и во 2017 заклучно со најнов податок е 61 субјект кои што се основани преку едношалтерскиот систем во Централниот регистар. Да, кои што се запишени во базата. Ке поразговараме подоцна за едношалтерскиот систем, но напоменавте запишани дека се трговски друштва, но имате и бришење на трговски друштва. Колку е таа бројка? Ако ме прашувате за постапката за бришање во редовна постапка, значи во редовна постапка субјектите се бришаат по пат на стечај, односно конкретно за трговските друштва по пат на стечај или по пат на ликвидација. Централниот регистар се спроведува постапката за ликвидација, додека постапката за стечај се одвива согласно законот за стечај и тоа е постапка која што се води во суд. Знаете, се назначува стечајен управник, се испитуваат прво околностите за условите за постојање на стечај и така натаму. Значи ние решенијата кои што при заклучена стечајна постапка кои што ќе се донесат од страна на надлежниот суд, ние ги евидентираме преку едношалтерскиот систем. Во редовна постапка, конкретно во Тетово, во регионалната канцеларија Тетово, целата околина која што е офаќа, во 2014 година во трговскиот регистар имаме избришени 238 субјекти, во 2015 208, во 2016 178, а во 2017 година 30 субјекти до сега. Во сите регистри гледано, значи и регистарот, вклучувајќи го регистарот на други правни лица, вкупно се значи 285 бришења, во 2014 година, во 2015 година се 253, во 2016 се 212 и во 2017 се 34 субјекти. Во два наврати го споменавте едношалтерскиот систем. Како функционира тој? Едношалтерскиот систем е воспоставен по законот за едношалтерски систем за водењето на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. Како што кажав на почетокот, значи сите уписи, зборам на правните лица, од уписи на основање, уписи на промени и уписи на бришење одат преку едношалтерскиот систем во Централниот регистар. За оние регистри за кои што е Централниот регистар матичен регистар, тоа е сите субјекти кои што се основани согласно закон за трговски друштва, субјектите кои што се основани согласно законот за здруженија и фондации, Централниот регистар е и матичен регистар. Меѓутоа за останатите субјекти за кои што надлежноста е например кај самостојните вршители на дејност, уписот првенствено се врши за адвокатите во адвокатска комора, за извршителите во комора за извршители и така натаму, да не ги зборувам, политичките партии, верските организации се матичен регистар е во судот се уште, меѓутоа сите треба после донесеното решение да бидат поминати, односно да бидат запишени и во едношалтерскиот систем на Централниот регистар. Меѓутоа и годишните сметки може да се поднесуваат преку електронски пат. Каква е постапката? Да, Централниот регистар го разви системот за електронско поднесување на годишните сметки. Ние имавме прво како пилот проект, меѓутоа законски почнавме од 2014 година. Во 2014 година имавме вкупно поднесени 15.000 годишни сметки преку електронскиот систем. Во следната година, во 2015 за 2014 година, имаме зголемено двојно повеќе, значи поднесувањето на годишни сметки преку тој систем се искачи на околу 30.000 годишни сметки.
Ланската година, во 2016, за годишните сметки од 2015 година, имаме забележено поднесени годишни сметки 41.700 годишни сметки. Оваа година, бидејќи се уште не е завршена рокот не е истече за поднесување на годишните сметки, ќе објаснам зошто. Имаме до сега над 41.000 годишни сметки кои што се поднесени преку системот за електронско поднесување на годишните сметки. Зошто го кажав ова пред малку? Заради тоа што во закон, со измените на законот од пред 2 години на трговски друштва, дозволено е на трговските друштва, они кои што ќе се одлучат годишните сметки да ги поднесат во електронска форма, тоа да можат да го сторат, значи законскиот рок е 15 март. Во хартиена форма си остана 28 февруари, односно крајот на месец февруари. Во оваа насока би сакал сега во оваа прилика да упатам и апел до сите они кои што ја гледат емисијава. Ние тоа имаме известување, ќе имаме соопштение уште едно, имавме неколку соопштенија до сега. Значи, сите оние субјекти кои што не успеале годишната, зборам за трговските друштва, кои што не успеале годишната сметка да ја поднесат во хартиена форма, се уште имаат можност во електронска форма да ја поднесат, бидејќи законскиот рок е до 15 март. За средните и големите трговски тоа е и законска обврска, значи тие не можат во хартиена форма да ја поднесат, тие исклучиво мора да ја поднесат во електронска форма. Битно е да се знае тоа, не се работи во тоа, бидејќи во законот се предвидени прекршочни санкции за сите они кои што нема, за сите. Да, во законот се предвидени прекршочни санкции кои што после како постапка ги спроведува прекршочна комисија во Централниот регистар на Република Македонија. Претходно беше тоа делимично заради тоа што ние поднесувавме барање до надлежен суд за прекршоци за поведување на прекршочна постапка. Сега од ланската година, значи ние Централниот регистар, целата прекршочна постапка ќе се води во Централниот регистар. Друго е многу битно тука да се напомене. Зошто? Заради тоа што неподнесена годишна сметка до крајот на годината, за претходната година, е и основ за бришење од трговскиот регистар. Тоа е оние акциски бришења кои што ги спомнавте на почетокот во најавата на емисијата. Значи, основ за бришење од трговскиот регистар се три основи. Значи, неподнесена годишна сметка до крајот на годината за претходната година, иако е рокот, како што кажав, 28 во хартиена, односно 15 март во електронска форма. Понатаму незапишена имейл адреса, односно адреса на електронско сандаче, и незапишен, односно уплатен основачки влог. Централниот регистар во моментот можам да ви кажам дека минатата година ние веќе избришавме субјекти, околу 28.000 субјекти кои што овие три законски основи по службена постапка ги избришавме заради тие основи испредвидени во законот. Значи постапката трае во фази. Постапката започнува од кога се регистрирала фирмата? Не, значи од кога се настанети условите за бришење по службена должност. А што е тоа? Значи ние правиме на крајот на годината пресек, значи минатата година, прв пат списокот го објавивме пред 2 години во 2015 година, првиот список. Сите оние субјекти кои што немаа поднесено до крајот на 2015 за 2013, до крајот на 2014 за 2013 година се најдоа на тој список. Незапишени имейл адреси и запишувањето на основачкиот влог влезе следната година како основ за бришење. Ние избришавме 28.000 фирми. Постапката сите три да не ги исполните или доволно едно да едно од трите. Значи не мора не кумулативно сите три, туку еден од трите основи. Тоа се три основи за бришење. Постапката почнува со објавувањето, значи Централниот регистар е должен во рок од 30 дена од настанувањето на условите да го објави списокот за сите субјекти кои што не поднеле годишна сметка, не запишале имейл адреса или не запишале основачки влог. Од објавувањето на списокот трае период од една година. Во тој период од една година, покрај тоа што на субјектите им е дадено можност да ги останат недостатоците, односно да се вратат во нормална состојба, да почнат да продолжат со работа,
Во тој истиот период од една година, значи за сите субјекти за кои што Централниот регистар ќе добие известување дека е поведена постапка за стечај, односно ликвидација над некој од трговските друштва, ќе ги тргне од списокот привремено, односно нема да ги брише, а за сите останати по истекот на првата година ги брише. Ви кажав дека 28.000 фирми минатата година избришавме во Македонија. Од кога за оние за кои што сме добили писмено известување, значи трае периодот од уште една година. Да, во рокот од таа година треба да добиеме ние како Централен регистар треба да добиеме решение за поведена стечајна постапка, односно постапка за ликвидација. Доколку не добиеме, значи по истекот на втората година ги бришеме субјектите. Ланската година го бевме вториот список на субјекти. Еве се во 2017 година го бевме и третиот, во крајот на месец јануари го бевме и третиот список на субјекти. Тој број се намалува заради тоа што тие реално кои што се неактивни фирми на тој начин згаснуваат. Битно е да се напомене заради тоа што додека трае постапката и 3 години после бришењето, актерите кои што се внатре во фирмите, значи управителот, органите на управување, органи за надзор на друштвото, основачите, содружниците, нема да имаат, има значи забрана, односно нема да можат во наредните 3 години после бришењето да основаат, односно да управуваат фирма. Тоа е таа рестриктивна мерка за да не се прибегнува свесно кон таков начин на бришење, бидејќи во законот се предвидени начин во редовна постапка на бришење, тоа е ликвидација кај трговските друштва, односно стечај доколку има услови за стечај. Еве со оглед дека е денес 9 март, имаме многу мало време до 15. Се надевам дека е мал процентот на фирми кои што се уште ги немаат доставено. До 15 март, покрај тоа што, како што кажав, дека трговските друштва можат за оние кои што не поднале годишна сметка, да поднесат електронски, до 15 март е и обврската за сите самостојни вршители на дејност. Тие законскиот рок за поднесување и во хартина и во електронска форма е до 15 март. Законскиот рок. Вклучувајќи во самостојните вршители на дејност ги вклучуваме и трговците поединци. Значи на обраците на кои што ја составуваат годишната сметка, значи ние ќе ги примаме во хартиено, значи Централниот регистар како и годините наназад на 15 март ќе работи, тој последниот ден ќе работи до 20 часот. Значи, за да можете хартино да ги поднесат, они кои што ќе сакаат хартино. А некако сме навикнати последниот ден секогаш да го чекаме. Оваа година него баш тоа приметуваме, некако многу етапно си се поднесува. Немавме и во електронскиот систем и во хартиена форма. Сме гледале, значи ние сме се трудиле никош да не има гужви, бидејќи Централниот регистар еве оваа година во хартиена форма при крајот на месец февруари. На 28 и до 29 февруари работевме двосменски, односно од сабали од 8 до вечер до 20 часот, значи на 27 и на 28. И во деновите од викендот, значи во саботата работевме прва смена. Значи оваа година не е како минативе години кај што знаеа во последните два дена да дојдат да ги поднесат сите. Да, тоа е малце и редуцирано со електронскиот систем, значи бидејќи тој работи 24 часа. Тендерско досие некако за мене уште интересен проект кој што го реализиравте, но еве за гледачите малку поопштирно да не објасните за што станува збор. Тендерското досие како проект е проект од програмата на владата за 2014 до 2018 година. Тој проект го развивавме заедно со Бирото за јавни набавки. Тој беше пуштен во употреба во месец мај, крајот на месец мај 2016 година. Што подразбира проектот Тендерско досие? Проектот Тендерско досие е од самите потреби на странките. Значи, сите оние економски оператори, да ги наречам, односно фирми кои што конкурираат, односно учествуваат во постапките за јавни набавки и кои што се регистрирани во системот за јавни набавки, при Бирото за јавни набавки, имаат можност, опционално сега со реализацијата на овој проект, имаат можност да изберат опција документите кои што ги преземаат, односно ги до сега ги и се уште ние даваме можност, меѓутоа имаат сега можност заради тоа што и самите трошоци за истите документи кои што ги вадат од Централниот регистар
се 15% по-ефтини, односно помалку трошоци од колку да ги вадат еден по еден на шалтер, ако можам така да се изразам. Тоа е сетот на, значи тендерското досие, за тоа се вика тендерско досие. Тоа е сет на документи кои што фирмите ги вадат од централниот регистар. Постојат сет на документи кои што ние преку електронскиот систем ги доставуваме на сите они кои што ќе се претплатат, односно преку системот за јавни набавки се веќе најавени и претплатени за преземање во електронска форма и се прикачува директно во нивниот акаунт, односно во нивниот пристап во системот за јавни набавки. Тоа се 3 пакета на документи. Тоа се документи кои што искажуваат личната, професионалната и економската состојба, односно финансиската состојба на економските оператори, односно на фирмите, и се 3 пакети на документи. Првиот пакет е документи кои што искажуваат личната и професионалната способност на економските оператори. Во вториот пакет се документи од личната, професионалната, збогатено и додадено со извештајот од билансна состојба, податоци од биланс на успех, од годишните сметки, и тука и финансиската способност. И третиот пакет, тоа е само финансиската способност, односно билансот на состојба и билансот на успех. Друга предност на самиот систем е покрај тоа што нема потреба од губење на време, доаѓање на шалтер, земање на документи, е тоа што ние за они субјекти кои што се претплатени кај нас, да ги на тој начин земаат документите, им вршиме за документите кои што се однесуваат на личната и професионалната состојба, ги журираме 2 пати годишно. Значи, правиме апдейт 2 пати годишно, додека за финансиската способност, бидејќи тоа е билансот на состојба и билансот на успех, тоа е од годишната сметка, тие еднаш после обработувањето на годишните сметки ги доставуваме до системот. До сега можам да кажам дека еве за нема година, значи за 9-10 месеци, колку е веќе има од месец мај навака, имаме ние 185 фирми регистрирани, односно кои што ги земаат документите преку тој систем, преку тендерско досие, 193 вкупно, значи се најавени, значи неколку се во постапка на порачка, односно на уплата на документите, за да може да ги преземат преку системот. Расте бројката од недела во недела. Скоро имав и бев гостине на друга емисија, кај што која вадевме податоците беа 170 со 180, сега е веќе 180, значи 185, значи 15 субјекти, 15 фирми имаат за една недела уплатено, односно пријавено. Секако им помогат и на фирмите. Да, ви кажав дека и трошокот е 50-11% помалку. Народски кажано, тоа се услуги, но според Централниот регистар тоа е производ. Кои нови производи меравате да ги понудите? Ние сме во завршна фаза, односно имавме тестирање на документ, односно на производ, така да го наречем како вие што го кажавте, бидејќи ние во нашата секојдневна пракса така ги нарекуваме, бидејќи ние продаваме информации. Не само Централниот регистар не е само сервис на сите институции на државата како основна база на податоци за правните лица, туку Централниот регистар и во многу голема мера соработува со приватниот сектор. Многу големи корисници компании од мобилната телефонија, банки, се имаат веб сервиси со нас, односно договор имаме склучено за преземање на податоци во реално време. Нов производ кој што можат странките да го земат од многу скоро ќе биде тоа, значи е сублимат од информацијата од заложниот и информацијата од регистарот за лизинг. Значи сега правиме збир во еден со надградба на истата. Понатаму имаме во план оваа година да го збогатиме палетата на услуги од регистарот за годишни сметки. Минатата, значи во месец октомври имавме посета, работна посета имавме во регистарот IPES во Словенија, кој што е пандан на Централниот регистар во Република Македонија, меѓутоа таму со таа разлика што базичниот, односно регистарот се води се уште во суд, меѓутоа IPES како агенција ја врши регистрацијата, преку неа води регистрацијата.
Разговаравме, ние имавме меморандум за соработка, склучивме во истиот момент. Бараат од нас поддршка, заради тоа што, да напомнам сега, да кажам, Централниот регистар, односно да подсетам за оние кои што не знаат, Централниот регистар по Doing Business извештајот од Светска банка е рангиран по делот на отпочнување на бизнис, од рангиран на прво неколку години назад е рангиран на прво место во Европа и во првите 2, 3, 4 места секогаш е во светот. Во вие го последните Сакав и на крај на емисијата да ве прашам како можете стоиме... дополнително да ќе го дополнително кажеме. да разговараме. И сега од IPS од Словенија бара од нас да им помогнеме, односно да им дадеме некоја поддршка, искуства да им пренесеме во делот за трговскиот регистар, системот за регистрација, како оди тоа, бидејќи кај нас сите веќе уписи во трговскиот регистар се вршат исклучиво електронски, значи не може во хартија. Да им објасниме околу регистрационите агенти како функционира, бидејќи во случајот тие се сега регистрационен агент, IPS е улога на регистрационен агент, а кај нас регистрациони агенти, односно тоа се лица од двете професионални заедници од сметководителите и од адвокатите. За уписи за основање се може да вршат регистрациони агенти, сметководители и адвокати, односно тоа се сметководители и адвокати кои што имаат добиено властување од Централниот регистар. Уписите на промени ги вршат исклучиво адвокати, исто така и уписите за бришење, односно адвокат како регистрационен агент. Да размениме околу сето тоа искуства. Од друга страна, од регистарот за годишни сметки имаат многу по IPS имаат побогата историја на назад кажано, дури тоа можеме да го кажеме дека од времето на бивша Југославија имаат поголема палета на производи, односно бонитети кои што ги прават регистарот за годишни сметки кај нив, така да ние планираме палетата на производи да ја прошириме во делот на годишни сметки. На производите од годишни сметки. Така да имаме план, имаме активности, но и онлайн регистрацијата неколку години назад се спроведува. Така, веќе го спомнавме, значи го спомнав и во претходните прашања. Од месец март 2014 година сите уписи на основање во трговскиот регистар се водат исклучиво електронски преку регистрационен агент и да напомнам дека субјектите, односно сите оние кои што основачите на фирмата со спреманата документација, доколку имаат дигитален подпис, односно дигитален сертификат, со тоа што сите учесници во постапката треба да имаат дигитален подпис, односно дигитален сертификат, можат и сами да извршат упис во Централниот регистар, значи не мора да ангажираат регистрационен агент. Но вклучени сте и во владини повелете? Да довршам. Значи од месец март 2014 година уписите на основања ни одат исклучиво електронски. Дали тоа ќе биде преку регистрационен агент или ќе биде од страна на самите подносители, тоа зависи дали подносителите имаат дигитален подпис, ќе можат да ги подпишат документите. Односно, сите учесници во поставката треба дигитално да бидат подпишени. Разликата е кај регистрационите агенти со тоа што тие имаат јавно властување дадено во законот за едношалтерски систем и прават конверзија од хартиената документација во електронска форма и со дигиталниот подпис ја пуштаат, односно ја поднесуваат преку системот за регистрација, документите ги пуштаат за упис во Централниот регистар. Од месец ноември, од 1 ноември 2015 година, значи на системот за регистрација извршивме надградба во тој период. Сите уписи, значи и уписите на промени, и уписите за бришење кои што се многу повеќе, значи уписи на промена имаме годишно многу повеќе отколку што имаме уписи на основање, тоа е јасно. Бидејќи една фирма може да се случи да прави неколку уписи на промени. Тоа е сосема јасно. Сите уписи, значи веќе од 1 ноември 2015 ни се исклучиво електронски. Така да и уписите на основање, и уписите на бришење, и уписите на промени одат електронски. Ние во почетокот извршивме неколку обуки и перманентно тоа го правиме и сега. Значи имаме околу над 800 адвокати како регистрациони агенти и над 400. Значи вкупно 1350, околу 1350. Централниот регистар изврши околу 70 обуки до сега на тие регистрациони агенти низ цела Македонија.
за да може да го користат, за да знаат да го користат системот за регистрација. Така да немаме никаков застој во тој поглед. Не знам дали имате податок со оглед на тоа дека голем број имаме на проекти на владата за вработување, самовработување. Имате ли податок колку тоа компании се... Да, секако. Може ли да ни... Проектот за самовработување кој што го е со поддршка од UNDP во соработка со Агенција за вработување, Централниот регистар и Министерството за труд и социјална политика. Тој проект на владата на Република Македонија се спроведува неколку години наназад, односно од 2007 година па до сега. Во првата година имавме околу 500 над 500 офатени субјекти преку тој проект. Во годините наназад бројката се искачи и нешто е над 900, значи секоја година имаме околу над 900 субјекти. Последната година имаме запишено 1115, значи не рекордно до сега. Последната година со последниот циклус. Тоа кажува само по себе дека проектот е успешен. Нормално дека од сите тие субјекти, како и во редовна постапка, сите субјекти што се основат некои во текот на еволуцијата, односно во развојот, ќе ја затвори фирмата, ќе се пренасочи на друг бизнис или слично. Значи имаме и субјекти и бришени од сите тие, значи не екзистираат сите, меѓутоа процентот е многу мал. По моменталната ситуација ме поттикнува да ве прашам и од политички аспект, колку моменталната политичка ситуација влие врз работата на Централниот регистар? Од аспектот на реализацијата на проектите, ние не сме дозволили до сега да остане проект кој што не е реализиран. Значи, ние вкупно, мислам, сите проекти кои што ги имавме во програмата за цртани, ги веќе ги реализиравме. Последен проект беше проектот кај што Централниот регистар основаше 2 нови регистри. Тоа е фидуцијарниот регистар, односно регистарот за обезбедувања со пренос на права и пренос на собственост на производи и регистарот со задржување на право на собственост. Тие се многу слични два регистри, ние ги пуштивме во употреба крајот на месец август. Тие произлегува од законот за обезбедување на побарувањата. Благодарение на тоа ние минатата година, односно со последниот извештај од Светска банка од Doing Business извештајот, во делот на Getting Credit, значи од 42 место скокнавме на 16 место, односно за 26 места колку доаѓаат. Значи не сме дозволили ние да не ги реализираме проектите. Меѓутоа можам да кажам дека поготово 2016, 2015, 2015 беше многу изразено сето тоа конкретно во месец мај, кога беше и немирите, односно кога беа инцидентите во Куманово. Значи Кумановска канцеларијата во Куманово многу слабо работеше. Значи многу малку информации се вадеа, многу малку уписи имавме и така натаму, така да секако дека влијае оваа ситуација, влијае на бизнисот, влијае на општиот амбиент во државата и на нас како граѓани и на нас како вработени, нормално дека во секојдневниот контакти со фирмите, бидејќи имаме со професионалните заедници, со Сојузот на стопански комори, со други професионални здруженија, имаме контакти, нормално дека влијае во делот на сигурноста за почнување на бизнис, дали ми разбирате. Проектите кои што ги правеше Централниот регистар допринесува за да биде олеснета постапката. Значи, ние во Македонија сега основаме фирма за 2 часа. После приберена на документација, просекот е 2 часа. Од кога ќе се поднесат, значи, преку системот за регистрација, документите во Централниот регистар, уписот за основање, решение излегува за 2 часа. Тоа се начини за да се олесни постапката, меѓутоа сосема е друго политичкиот амбиент, како што ме прашавте, а сега како дека влијае. Централниот регистар на Македонија е сега како дел од Европскиот централен регистар. Каква е соработката? Не, ние не сме дел од Европскиот централен регистар, бидејќи нема како такво тел, меѓутоа има тие организации кои што како што се ЕЦРФ, ЕБАР, ЦРФ, скоро имаме сега една конференција која што требаше да одиме во Хонг Конг на ЦРФ. Имаме постојано контакти, значи не респектираат од аспект на тоа што многу напреднавме во делот на отпочнување на бизнес, олеснети се постапките за основање на фирма. Од друга страна,
Централниот регистар покрај системот за регистрација, како што преска кажував, многу други палети на услуги отвори, значи системот за електронско поднесување на годишни сметки, системот за е-документи. Ние кај нас имаме активни договори преку интернет дистрибутивниот систем, кај што секој може, без разлика дали е физичко или правно лице, бидејќи кај нас податоците се јавни. Меѓутоа треба да се наплаќа одреден надовместок кој што е утврден со тарифата на Централниот регистар, освен државните органи. Значи секој може да пристапи и да земе било каква информација од било кој регистар од Централен регистар. Во преку интернет дистрибутивниот систем даваме информација од сите регистри. 90% од сите тие се дигитално подпишани. Значи правиме развој, зошто не се сите, заради тоа што сега правиме упатства нови за сите нови палети за од сите регистри кои што ги издаваме информација и паралелно како што ги правиме упатствата, така ги возможуваме истите да бидат и дигитално подпишани. Значи тековна состојба од трговски регистар и регистар на други правни лица, листинг од обработена годишна сметка, дали ќе биде тоа или значи буквално од било кој регистар, најфреквентните производи ги имаме поместено тука да може да се земат. Имаме активни договори со најчести наши корисници се самостојните вршители на дејност, нотари, адвокати, извршители. Понатаму преку системот за потврди, значи и е возможно на странките да извадат документ од Централен регистар без договор, со едноставно најавување на системот, плаќање преку платежна картичка, со можност да го истиот добие електронски или во хартиено да дојде на шалтер да го подигне. Така да, она што ме прашавте, сите овие палети на услуги кои што ние ги нудиме на граѓаните, односно на корисниците на нашите услуги, има интерес од страна на останатите регистри за тоа начинот како ги имаме ние воспоставено, искуства барат, регионално имаме тука, имаме од Албанија, пред неколку месеци имавме посета на представници од регистарот од Албанија, кај што планираат некоја реформа да прават и таму, и имаше работна посета. Да, во неколку наврати начнавте таа тема, со оглед дека ја превршуваме емисијата, го ставивме тоа за крај, вие спомнавте каде е нашиот Централен регистар во однос на другите, колку е нашата услуга ценета, дали европските централни регистри земаат некој пример од нас? Па да, како што го веќе спомнавме претходно, Централниот регистар согласно Doing Business извештајот од Светска банка, кој што излегува секоја година, Централниот регистар и минатата година и неколку години наназад, значи бележи право место во Европа во делот на отпочнување на бизнис. По истиот параметар ние бележиме секогаш сме, како што кажав, второ, трето, четврто место во светски рамки. Интересно е да се каже дека прво рангирањот во овие 2 години последни е Нов Зеланд на право место рангиран. Интересно е да се каже дека со оглед на тоа што ние имаме 98,5 процентни поени и сме само за 1,5 процентен поен од новозеландскиот и сите сме сместени тука, првите 2, 3, 4 регистри од други држави, сите сме сместени во тие проценти и пол 2. Тоа е интересно да се каже дека финеси се во прашање, значи ние сме во самиот топ во врвот во светот. Се јавила ли некоја европска земја да побара школу, да речеме, од нас? Па не можам така да го наречем школо. Ние сме млада институција, како релативно млада институција. При воспоставувањето на Централниот регистар примерите ги земавме од Норвешка. Меѓутоа, кога имавме скоро една работна посета со представници од Норвешкиот регистар, едноставно разменивме искуства во смисла колку многу Централниот регистар од Република Македонија има напредното во тој дел. Немам намера сега да се фалим или нешто, бројките го кажуваат сето тоа. Со регистарот, со Агенцијата за природни регистри од Србија има меморандум за соработка и договор за соработка. Правиме сега една платформа за разменување на податоци помеѓу двата регистри и секој корисник може, корисниците кои што ќе се претплатат на таа платформа, ќе можат од вие, како приватен остопанственик кој што имате интерес да склучите договор или да работите нешто со Република Србија, ќе имате можност тоа да го направите преку тај да добиете податоци преку платформата за компанија од Србија. Исто и обратно.
Намерата е, бидејќи тоа е проект кој што е финансиран од ЕБР, значи намерата е тој да прерасне во регионален проект. Значи да се вклучат сите земји од регионот, не само Македонија. Ние сме како најуспешна е Македонија земено на прво место и Србија, со Србија почнавме како проект да го водиме, значи да прерасне тоа како регионален. Албанија, Република Хрватска, интерес имаат Босна и Херцеговина. Со словенците сме веќе на разговор водиме за истото, така да прерасне како регионална платформа. Благодарам што гостувавте во емисијата Разговори на телевизија Ултра. И благодарам и на вас. И секако благодарност на одговорените прашања. Се надевам дека нашите гледачи добија конкретни одговори на поставените прашања. Се надевам и јас. За сите останати прашања може да се јават во канцелариите да добијат по-конкретно. Почитувам и благодарам на вашето внимание. Се надевам дека уживавте во разговорот со директорот на Централниот регистар Андреа Поповски. Останете со програмата Телевизија Ултра. Пријатна вечер. Thank you.